галериската дејност продолжува со својата активност. Малку се ослободија овие мерки од пандемијата на COVID-19 и почнуваме да го одбележуваме кавалеришкото културно лето, кое што за некој ден, за некоја недела ќе отпочне со работа. Меѓу првите автори кои што се гости во ова галерија, почнувајќи од овој месец јуни, е нашиот голем и познат македонски, европски и светски автор, мојот голем пријател Мице Јанкуловски. За Мице Јанкуловски и за неговото творештво има да се зборува многу. Ние сме пријатели цели 30 години, малку и повеќе, со Мице, од деновите на младоста, но денес тој одбележува, или оваа година тој одбележува 50 години од неговото творештво, и ова е една од патувачките изложби кои што низ Македонија тој ги организира во чест на овој негов голем јубилеј. Но околу изложбата и околу неговото творештво ја поканувам директорката на Дом на култура Јулијана Туриманџова да проговори со еден краток текст. Имам посебна чест да ве поздравам на представувањето на македонскиот, но меѓународниот уметник Мице Јанкуловски по повод неговиот јубилеј 50 години творештво во нашиот град. Уметничкиот опус на Јанкуловски припаѓа на различни области на уметноста. Вклучува слики на платно, сатирични слики на стакло, цртежи, карикатури и анимации, палиндроми. Неговата биографија вклучува повеќе од 50 самостојни изложби кај нас и во светот, како и забележителни представувања на меѓународни манифестации во Санкт Петерсбург, Солун, Торино, Фиренца, Венеција, Ларнака, Варна и така натаму. Како признание на неговата работа, тој е наградуван со престижни награди, меѓу кои се наградата Рембрандт за изворедност во уметноста за 2020 година од САВУ, Светската асоциација за визуелни уметности. Наградата Ел Греко за најдобар уметник на арт Тесалоники 2019 година, Грција. Наградата Лоренцо Ил Магнифико за животно остварување во Фиренца, Биенале 2019 година, се извинува, Италија. Наградата Уметник на светот на Ларнака Биенале 2018 година, Кипар. Гран При на 19-то Меѓународно графичко биенале, Варна 2017 година, Бугарија. Гран При во 1997 година на Светската галерија на карикатури во Скопје. Наградата 13 ноември на град Скопје во 1985 година и многу други. Мице Јанкуловски е уметник со специфична појава, препознатлив пристап, фасцинантни истражувања и оригинални резултати. Неговата уметност зрачи со хармонија, убавина, мир и сочувство. Таа е резултат на долгогодишното креативно истражување на уметникот. Забележително воздржани, далечни и тивки, делата носат длабок филозофски контекст, праќајќи визуелни пораки кон вечноста. Слободата, виртуозноста, како и целосното спојување на идејата, концептот и резултатот обично ги карактеризираат сликите на Јанкуловски. Тој е уметник кој ја вреднува со исклучително значење естетиката на визуелната перфекција на делото. Со доследна продукција и постојано потврдување на неговата уметничка појава, тој го потврдува своето место во светот на современата уметност. Неговите дела, од кои дел имаме можност да ги видиме вечерва кај нас, го дефинираат и го промовираат како воспоставен уметник со суптилна чувствителност, со своја автоимуна креативна територија, што ја воведува публиката во простори, светови и димензии исполнети со уникатна уметничка аура.
Освен уметнички, Јанкуловски има исклучително богат општествен живот, преку кој активно придонесува за развојот на културата и уметноста во нашата земја и пошироко. Тој е активен член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, на Сдруженијето на карикатуристи на Македонија и негов актуелен председател, на Федерацијата на карикатуристи ФЕКО, а исто така е основач на Остен, Биеналето на цртеж и на Остен музејот на цртеж во Скопје, во Северна Македонија. Задоволство е да го имаме Јанкуловски вечерва меѓу нас, заедно со неговите дела. Му посакувам многу години плодно творештво, представувања и споделувања со пријателите, како оваа денес со нас. Ви благодарам на вниманието, а сега ја поканувам неговата соработничка, колешка, ликовниот уметник Корнелија Коневска да проговори нешто околу неговите дела. Драго ми е да можам да се обратам пред вас како најблизок соработник на Мице Јанкуловски и само накратко би протрчала, како да кажам, низ неговото, веќе повеќе од 50 годишно творештво. Како и секој уметник, Јанкуловски има свој пат и секако дека сликите кои што ги гледате сега имаат своја позадина, така да би се навратила, односно би ги објаснила главните фази од кои што се состои творештвото на Јанкуловски. Првенствено, веќе подолг период, тој ја има творено фазата 1, каде што која што се карактеризира со органски форми во многу бои. Во сите комбинации, дури една од последните слики од таа фаза е голем триптих од 195 на 855 сантиметри, каде што има полиња во органски форми и секој поле има различна боја, значи некои 670, не се ни сеќавам точно колку бои, и јас сакам да се пошегувам, понекогаш велам ги потроши сите бои кои што постојат, така што во натамошниот период ги редуцираше и се фокусираше на она што му беше предизвик. Форма 2, сликите од форма 2, која што неминовно водеше кон форма 3, вечерва што ја гледате тука, се делови од форма 1, фактички навлегува внатре, се фокусира во самите слики и тоа се делови или детали од тие слики кои што се вообичаено во две бои, од кои едната е по правило црната. За во форма 3 да се фокусира комплетно на црната боја, меѓутоа откривајќи комплетно нови сензации и споделувајќи ги истите со сите кои што се заинтересирани да го видат неговото творештво. Тоа во исто време и најтешко, затоа што неговото сликарство е во принцип минималистичко, меѓутоа тоа е и најтешко да се направи, да се она што сака да го каже уметникот го направи само со една боја и со минимум елементи, но сепак се работи за уметник кој што веќе има зад себе повеќе од 50 години творештво. Кога го зборувам за творештвото на Јанкуловски и за неговото фокусирање од сите бои во две бои, во една боја и така натаму, вообичаено ја раскажувам една приказна, да кажам, јапонска, која што оди вакам, затоа што неодоливо ме потсеќа на тој пат кој што Јанкуловски го има. Синот во некое јапонско село го прашува, му кажува, односно на таткото, после како наполнил 18 години, и му вели, јас сакам да бидам поет. Таткото му вели, во нашето село мажите се или свештеници или војници, што ќе бидеш? Тој вели, не, јас сакам да бидам поет. Па не може да бидеш поет, или војник или свештеник. Не, сакам да бидам поет. И тогаш таткото му вели, добро, појди на највисоката планина во околината, каде што секогаш е бела, секогаш е под снег,
и остани таму една година и кога ќе се вратиш да ми ги одговориш дали свештеник или војник сакаш да бидеш. Синот оди на планината, останува таму една година, се враќа и таткото го прашува сега што ќе бидеш, синот одговара јас ќе бидам поет и ќе пишувам само за снегот. Значи, тој фокус, таа фокусираност на одење во длабочина е присутна комплетно во творештвото на Јанкуловски и очигледно е дека кога човек толку многу се фокусира со љубов и со страст и цели нови светови се откриваат пред него. Токму тоа го гледаме во овие слики и еве да набројам само неколку од карактеристиките за чисто да можете да ги перцепирате во вистинското светло. Првенствено, сликите на Јанкуловски се монохромни, затоа што се изработени со една боја и тоа црната. Потоа модуларни се. Претходно форматите на сликите се претходно обмислени. Тие се создаваат од повеќе елементи кои што се исти, како што можете да видите, затоа секогаш се или диптиси, триптиси или вообичаено и полиптиси. Можете да ги видите некои од нив на видеото кое што е тука вклучено. Потоа мултипликацијата е една од атрибутите на творештвото, затоа што основните форми или линијата или растерот ја мултиплицира, како и една слика и повеќе слики мултиплицира со тоа што се создава, на тој начин се создаваат полиптисите и секако минимализмот е главниот атрибут на творештвото на Јанкуловски, што е и најтешко да се направи, како што реков и претходно, но сепак се работи за творештво повеќе од 50 години. Кавадарци, град на грозјето, виното, ракијата и културата. Културните настани во нашиот град продолжуваат со несмалена жестина, а вечера јубилеј во пресрет на самиот ден на културата на Република Македонија, јубилеј 50 години творештво на Мице Јанкуловски. Ово ти го кажав, ја пак ќе го повторам сега лака во живо. Кога ќе рече некој 50 години творештво, некој ќе си помисли, некој повозрасен, постар човек со бастунче, меѓутоа Мице не младиот меѓу помладите. Како ги издржавте овие 50 години? Не знам, да беше развигаче па да ме галеше во животот, тоа цунами. Цунами, летна 50 години. Бев многу активен, почнав многу рано. 17, ако не се лажам. На 15 години. Почнав на 15 години, бев во основно училиште, буквално во кратки панталони, кога почнав да се бавам со карикатура, истовремено почнав да се бавам со анимација. Јас почнав да сликам на панели, но не знае дека тоа уметност, дека некој друг слика, дека се прават изложби. Мене ме интересираше движењето, кинетикот. Живеев во Ѓорче Петов во паркот, тоа беше единствената куќа. Тука беше најубавото корзо во Македонија. Имаше голема жива ограда, јас како клинец, како мало дете, гледав само, слушав само Джаго. Поминуваат луѓе напред-назад, може би тоа ме тераше процесно да се почнам да се бавам со анимација. Навечер скокав со скакулците, сонував да ги допам звездите. Почнам да објавувам за тогаш илустрации за Колибри, беше во основно училиште. Колибри беше подвисток во Нова Македонија за деца, излегуваше како прилог и почнав редовно да правам илустрации. Почнав да учествувам на Светската галерија на карикатури 69-та година, 50 на години заедно со Светската галерија на карикатури. Почнав да сликам, иако не знаев ништо за уметноста, немав радио, телевизија, телефон, ништо. Значи, имавме, тоа беше тој период, 68, 69, 70 година. Почнав да сликам со кружни форми, кои движејки ги со рака на тие табли, или ставајќи ги на ротор во струја,
самите форми правеа спектар на некои бои. За после 50 години сватам дека не можам јас да механички да ја правам таа кинетика. Почнав да сликам одеднашка, ги баталив четките, ги фрлив четките, боите и почнав да сликам со несликарски прибор, со разни гребла, шпакли, чешли, со ногти, со една структура од црната боја и ако на сликата имате, да речеме, подвижно лајт шоу, како што се движи светлото, сликата е различна. Значи, ако ја гледате вие од една страна и ако појдете од другата страна сликата, вие гледате во секој чекор, во секој момент, во секој секунда различна слика. Значи, после ми треба 50 години, мал временски период, за да сватам дека кинетиката е внатре, всушност од црната боја. Или во небојата, како што вели познатиот италијански историчар на уметноста Енцо Ди Мартино. Јас некаде прочитав во вашата биографија, буквално секаде каде што бевте широм Европа, широм светот, на разноразни изложби, биеналиња, секаде се враќавте или со Гран При, или со некои први награди. Дали тоа одраз на овие 50 години искуство или? Сигурно, да. Да, тоа е една рутина, сепак тоа се интензивни 50 години творештво, сликарство, цртна филм, карикатура. Но кога почнав да сликам се пред 7 години и случило се црната боја, јас почнав да дишам нормално. Раката ми стануваше крило, леташе едноставно. Јас можев да сликам и можам да сликам еве на мојата возраст со денови без прекин. Дишам најнормално. Тоа е едно чувство што не сум го имал до сега. Може би таа искреност, таа внатрешна енергија допринесува да бидете вистинит. И сегде каде што надвор се појавува форма 3 или црната фаза во моето творештво, сегде најдува на добар прием, почнувајќи од, не знам, Фиренца, каде ја добив највисоката награда Il Magnifico за животно стварување, во Ларнака, Биеналето уметник на светот, минатата година на Арте Салоники да Солон, највисоката награда Енцо Ди Мартино Гран При во Варна. Да не ја забораваме 13-то ноемвриската награда на град Скопје, наградите од Салонот за карикатура, Светска галерија. Со карикатурите како стоите? Јас го менаџирам и Остен. Остен постои од 45 година. Не сум толку активен, бидејќи немам услови во Македонија. Не само во Македонија, мислам дека го губи чекорот со времето карикатурата, иако ние не се предаваме. Се повеќе младите карикатуристи и тие што се јавуваат, таа го прават исклучиво на интернет, на компјутер, веќе рачно не знаат да цртаат. И таа графичка карикатура која јас ја форсирав, Дарко Марковиќ, Владо Боројевич, Славо Љупигњат, Мирослав Грчев, Лазо Плавински, веќе тоа сега го нема. Бидејќи нема каде да објавуваат. Да, печатените медиуми замените со електронски. Ако јас земав, да речеме сега, 1000 евра за 4 илустрации како дете 15 годишно во Колибри, сега за 4 карикатури или 4 илустрации вие ќе добиете максимум 200 до 400 денари. Тоа е огромна разлика. Мице, за кај да објасниме, да и појасниме на јавноста што представува изложбата вечер? Има нека приказна? Да. Ова е дел од сликите со кои јас ќе се представам во Торино на Артисима заедно со можеби најголемиот жив сликар, италијански сликар Ецио Грибалдо. Ецио Грибалдо
кој 1966 година доби Златен лав на Венецијанското биенале со белата фаза од неговото творештво. И Ти му маеш контра со црната фаза? ќе се појавиме двајцата, тој со белата фаза од 66 година, јас со црната фаза од последните години од моето творештво. Ова е само сегмент од таа голема изложба што ќе биде во Торино во Италија. Кога ќе биде тоа? Па требаше да биде во септември оваа година, но тоа веројатно ќе го одложиме за некој месец. А во септември треба да биде изложбата во Солун, во галеријата Лола Николауко, а требаше да биде во мај, но заради пандемиските услови ја пролонгиравме, заради неможноста од патување ја пролонгиравме во септември. Таму ќе се појавам со еден од најголемите грчки уметници Јоргос Ксенос. И за крај, каде на друго место прошла оваа црна фаза твоја низ Македонија? Низ Македонија направивме ова 10-та изложба. Почнавме од Струмица, Струга, Битола, Гевгелија, Велеш, Штип, Тетово, Гостивар, Кавалас. Некој ќе рече 50 години па ќе се измориш, ама тоа очигледно за тебе не важи. Па да, ова е задоволство. Изложбите надвор се stornирани. Треба да имам изложба во Борхолмс музеум во Данска, во Рускиот национален музеј во Санкт Петерсбург, во Борхолмс музеум во Атина, но тоа маце ќе почека. Се надевам дека оваа криза ќе помине, ќе почнеме најново да комуницираме. Мице, благодарам многу. Ќе го следиме сето оно што го најави конкретно за тебе и да се надеваме прво здравје да те служи, па да се видиме наскоро само за убави работа. Фала многу. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.